Почитувани, добра вечер. Добре дојдовте во отвореното студија на телевизија 24. Како што веќе најавивме, вечерва емисијата ќе биде поделена во два дела. Првиот дел ќе биде за сето она што се случува околу кризата или пандемијата со коронавирусот. Наша вечерашна гостинка ќе биде професорката Розалинда Исијановска, која е професор по епидемиологија од Институтот за епидемиологија. Со неа ќе разговараме за повеќе аспекти околу пандемијата, а исто така ќе се осврнеме и на некои условно кажано проблематични сегменти кои се случуваат или кои се интерпретираат така од низа светски научници и колеги на професорката. Ќе разговараме за тоа, но прво да почнеме и со денешната состојба. Како прво, професорке, добра вечер, добре дојдовте во отвореното студио. Добар ден и од мене. Ние во тек на емисијата ќе ги направиме овие споредби, овие разговори со дел од ваши колеги, но еве да почнеме со она што е денеска ново. Имаме десетина нови случаи на зараза. Со тоа последните бројки велат дека во нашата држава имаме 1399 заболени, 553 излекувани, 65 смртни случаи, денеска имаме 4 нови и 781 активен случај. Мене ми интересно и денешната изјава на министерот Филипче, кој вели дека нови предвидувања за врвот на заразата или оној фамозен пик кој го слушаме цело време, дека во земјава ќе има помеѓу 1600 и 1700 заразени. Кажете ми прво за бројкиве. Ваша оценка, ваша проценка за сето ова што се случува, можеме ли да направиме споредба на оваа пандемија со другите? Па видите, ние до сега пандемија во Македонија сме немале, значи ова е за прв пат што ја регистрираме во нашата држава. Сме имале помали епидемии, било да се тоа респираторни, како морбили, па имавме паротит. Предходно немавме случаеви на SARS, значи од птичиот грип не го регистриравме во Македонија, значи ова нешто за прв пат се регистрира во нашата држава. Слични не можеме да споредуваме, но ако збориме за респираторни инфекции, би можеле, затоа што станува зборец за една респираторна епидемија и воз основа на методот на аналогија да направиме поврзување, например, респираторна епидемија со грип и сега со COVID-19. Овие бројки дали се реални? Па за овие бројки колегите во кризниот штаб, во Комисијата за заразни болести, сушно цело време работеа за да ја продолжат онаа епидемиолошка крива, односно базата на кривата да има поширока основа на која всушност ќе се ослони целокупната епидемиолошка крива, така да јас мислам за тоа беше, така да кажам, во наводници целата и борба. Професорке, кога ги гледаме бројките и кај нас и во светот, например, има 3 милиона случаи, 200.000 починати поврзани со корона, ќе зборуваме и околу тоа, 880.000 оздравени. Кога ги гледаме бројките, споредено со други болести, состојби, сезонски зарази, тие не се нешто преголеми во однос на мерките кои се спроведуваат. Не само кај нас, значи зборувам за целиот свет, за глобално како појава. Дали тоа е, сега има тука различни мислења. Едни велат дека тоа е показател дека мерките се претерани, други пак велат дека токму мерките придонеле за тие бројки да бидат вакви, да бидат поблаги. Што мислите вие? Значи, моето лично мислење, ако го споредуваме со вирусот на инфлуенцата, регистриравме поголем случај во минатото, па и годинава некако грипот го ставивме во втор план во однос на коронавирусот. Бројките се можеби помали, но знаете што е страшно? Ние за овој вирус воопшто и во светот, и тука и во нашата држава, многу малку знаевме.
многу малку знаевме како се пренесува, од каде произлегува, немаме соодветна терапија, се уште лутаме во однос на терапијата, значи кои се превентивните мерки и затоа всушност представуваше една како страшило за целиот свет. Плюс и бројот на смртни случаи почна да се регистрира редовно од COVID-19, беше многу голем и тоа посебно кај возрастните лица, така да представуваше една закана во светот. Со почетокот во Кина во јануар месец, крајот на декември, кога ги добивме огромните всушност на бројки на инфицирани, сепак секој се замислуваше што понатаму и што ќе биде. А иначе мерките, да ви кажам, според мое лично мислење, не се премногу рестриктивни. Зошто? Затоа што тоа е единствениот начин на кој можеме ние да се заштитиме. Значи немаме друг начин на заштита, значи избегнување на социјалните контакти, значи далечи на некаде до 2 метри, ставање на маска, иако ставањето на маска како заштита во почетокот беше дека не треба, но после се виде дека маска треба да носи и оној кој е инфициран и оној кој е здрав. Така да ако и двајцата, да кажеме, носат маска, некаде шансата да заболиме е намалена за 70%. Многу добро засеќаваме за мерките кои не се превземаа во Шведска, во Англија, каде се оставаше слобода, без некои превземени мерки, но видовме дека бројот драстично им се зголеми, бројот на смртни случаи се зголеми, барем во Велика Британија, тоест во Англија, додека во Шведска се уште има така еден начин на полиберализирани односи, но северноевропските земји имаат друг менталитет. Самите луѓе кои живеат таму имаат друг менталитет во однос на нас јужњаците, така да се наречеме. Професорке, има доста прашања кои се отвораат од дел од вашите колеги, ќе ги видиме сега набрзо, но сакам пред тоа уште едно прашање за ова во однос на тоа дека вирусот е нов, дека е релативно непознат. Од друга страна, знаеме дека вирусите нон-стоп мутираат, сите, па дури и сезонските вируси. Исто така знаеме дека коронавирусите сочинуваат, според некои истражувања, 10 до 15% од сезонските вируси, од кои ги предизвикуваат сезонските настинки и грипови, респираторни инфекции. Па сега, знаете што нас лаиците не буни? Доколку вирусите нон-стоп мутираат, доколку тие на некој начин и доколку коронавирусите не се некоја новост за науката, доколку овој вирус не е премногу различен од останатото семејство на коронавируси, зошто толку преголемо внимание се стави толкому врз SARS-CoV-2, а подоцна ќе видиме и некои статистики во однос на смртноста и други. Зошто овој вирус толку е ставен во преден план, кога он уствари го прави она што го прават сите останати вируси? Делумно се слагам, делумно не, но и сега ќе ви образложам во што е всушност разликата. Значи, точно е тоа дека некаде до 15% од инфекциите во зимскиот период се должи на коронавирусот. Коронавирусот не е многу нов вирус, значи е откриен во 60-тите години и го имаме присутен. Но ова, да кажам, јас го нарекувам како трет брат на оној SARS вирус или CoV-2, која предизвика всушност тешката акутна респираторен синдром. Во Кина, точно мислам и во истата локација, значи во Вухан, и МЕРЦ, кој е всушност помалото братче, да кажеме, кој беше на Блискиот исток. Но сепак овој трет брат помлад се покажа многу појак во своето дејствување, многу побрз во своето мутирање,
Така да според некои кинески извори кои сепак не се рецензирани и кои не се со 100% сигурност, велат дека вирусот дури имал 30 мутации, иако според американците има само 2 подтипа, и сите тие 30 мутации на самиот COVID-19 или овие 2 подтипа се идентични меѓу себе, предизвикуваат идентична клиничка слика. Единствено разликата е всушност во јачината на самиот вирус и со проблемите кои ги предизвикуваат. Овој вирус предизвика затоа што наеднаш во еден краток период се создаде голем број на заболени, почна да се пренесува вирусот низ целиот свет. Секако големата трагедија, посебно која ги пронајде во Италија, во Шпанија, каде што имаме голем број на заболени, голем број на смртни случаеви, значи некако здравството го пречека овој вирус некако неспремен во своето делување. Да, добро, јас ќе ја замолам режијата да го подготви делот со професорот Кнут Витковски. Тој ќе го пуштиме брзо. Јас само да ја кажам сега на професорката, значи како што ви најавив, имаме неколку светски експерти кои зборуваат отприлика за контроверзите околу вирусот. Вие ви ни ги објаснувате тие контроверзи, зошто се такви. Сега бидејќи не сте тука во студиото, нема да може да ги гледате, ќе ги слушате, но сепак веднаш после парчето јас ќе ви ја кажам главната поента на професорот Витковски во форма на прашање, така да ќе можете да разберете и да одговорите. Да. Добро, предлагам прво сега да го видиме професорот Кнут Витковски, чисто едно кратко објаснување. Тој е германско-американски истражувач, професор по епидемиологија, работел 15 години во оваа област, но еве и во самото интервју кажува. Да го видиме, па потоа ќе го коментираме со професорката. If you could just tell us your name and a little bit about your background. My name is Knut Wittkowski. I was at the Rockefeller University for 20 years, head of the Department of Biostatistics, Epidemiology, and Research Design. And before that, I worked for 15 years with Klaus Dietz, one of the leading epidemiologists in the world, in the German town of Tübingen at the Eberhard-Karls University. You gave recommendations for how best to deal with COVID-19. Could you just describe what you wrote? As with every respiratory disease, we should protect the elderly and fragile, because when they get pneumonia, they have a high risk of dying of the pneumonia. So that is one of the key issues that we should keep in mind. On the other hand, children do very well with these diseases. They're evolutionarily designed to be exposed to all sorts of viruses during their lifetime. And so they should keep going to school and infecting each other, and that contributes to herd immunity, which means after about 4 weeks, at the most, the elderly people could start joining their family, because then the virus would have been extinguished. You mentioned in the piece that, in fact, you think containment would prolong the duration of the virus. Yes. Can you talk about that? With all respiratory diseases, the only thing that stops the disease is herd immunity. About 80% of the people need to have had contact with the virus, and the majority of them won't even have recognized that they were infected, or they had very, very mild symptoms, especially if they are children. So it's very important to keep the schools open and kids mingling, to spread the virus, to get herd immunity as fast as possible. And then the elderly people who should be separated and the nursing homes should be closed during that time can come back and meet their children and grandchildren after about 4 weeks, when the virus has been exterminated. And so what do you make of the policy that was enacted in the United States, in England, and most places throughout the world? This policy of containment, shelter in place, etc. What's your opinion of it?
Well, what people are trying to do is to flatten the curve. I don't really know why. But what happens if you flatten the curve, you also prolong to widen it, and it takes more time. And I don't see a good reason for a respiratory disease to stay in the population longer than necessary. And what do you say to people who say we just didn't know about the lethality of this virus, and it was the smartest thing to do was just to basically do what we did and contain everybody because we just didn't have the data? Oh, we had two other SARS viruses before. Coronaviruses. It's not the first coronavirus that comes out, and it won't be the last. And for all respiratory diseases, we have the same type of an epidemic. If you leave it alone, it comes for 2 weeks, it peaks, and it goes for 2 weeks, and it's gone. You were speaking to my producer the other day on the phone, and you said the pandemic is over. What do you mean by that? There are no more new cases in China and in South Korea. The number of new cases in Europe is already beginning to decline. The virus came later to the US, so here we see a bit of an incline maybe, and a leveling off within the next couple of days. And if we see that the cases are not increasing dramatically, that means that the number of new infections has already declined substantially and peaked about a week ago. Да, тоа беше професорот Кнут Витковски. Професорке Јановска, прво да ве прашам дали го слушавте? Да. Отприлика, мислам Да, дали добро го слушав и добро. Добро и со внимание го слушав и сите поенти што сакаше добро ги разбрав. Добро, повелете тогаш да не ги повторувам, ги разбравте еве на кратко. Значи он има неколку тези. Значи Едната е вели дека вирусот... Тој е професорот Типинген. Да. Да. И вели дека што е типично за респираторните инфекции, дека најчесто се јавува кај малите деца и возрастните лица нормално со различни хронични заболувања се често на удар за вирусот. Потоа тој вели дека не треба да се развлекува кривата. Да. Значи кривата треба да се пушти да оди по нагорна линија и дека обично епидемијата би траела некаде околу 2 недели и потоа самата би запрала. Да, според неговото мислење, да, и кажа дека веројатно децата треба слободно да се пуштат, да се движат, да тие го се инфицираат иако нема да заболат и на тој начин всушност ќе го и подигнат колективниот имунитет кој го има на една одредена територија. Сега со сите негови изјави јас не се лично сложувам. Прво зашто? Точно е тоа дека децата не заболуваат, но се носители на вирусот. Тие вирусот го пренесуваат во домашни услови и на своите постари лица. Така да некаде според во Кина имаме дека 2,4% од сите случаи всушност се регистрира кај децата, додека смртноста е некаде околу 0,2, додека кај лицата над 80 години тој процент е негде над 20% и со намалување на возраста се намалува и процентот на инфицирани. Знаете, ако ние не ги превземавме овие мерки, ако не ја ублаживме оваа крива на респираторните епидемии, всушност имавме еден можеби голем бум, голем број на заболени. Морам да кажам дека Англија, Германија имаат најдобри здравствени системи, големи болнички капацитети, голем број на болници опремени. Тоа секако не е случајот со Македонија, а видовме дека и една Италија која важи за високо развиена земја и посебно северниот дел, кој е најразвиениот дел од
Италија всушност подлегна на овој вирус и болничкиот капацитет не можеше да ги задоволи сите болни и сите инфицирани. Знаете, многу тешко е како лекар, инфектолог, да бидете лекар кој ќе каже кого ќе лечите, а кого не. А тоа го имаше случајот во Италија, каде на лица постари од 80 години терапијата се даваше на самиот влез во болницата и се праќаше во домашно лекување, додека беа помладите пациенти примени на лекување. Второ, ние во Македонија, значи, го немаме тој болнички капацитет. Прво. Второ, ние сме сепак една сиромашна земја со медицински ресурси кои се во многу помал број. За среќа, сега сите респиратори кои ги имавме, всушност послужија во лекувањето на инфицираните и на некој начин ги покривме и не го поминавме тој праг на болнички кревети кои може да ги примат пациентите, иако тоа ништо не е чудо да го регистрираме некаде од октомври, ноември, кога ќе дојде есента, зимата и кога всушност ќе дојдат респираторните инфекции. Го прекратија училиштето сметајќи дека со тој начин ќе се стопира пренесувањето на инфекција. Знаете, животот во Германија, во Америка е многу поразличен од кај нас. Животот кај нас е поише традиционален, така да ние повозрастните лица живееме со нашите семејства, со нашите внуци и таа блиска средина е сепак никогаш нема да можност да ја изолираш за да не дојде до пренесување на вирус. Тој зборуваше и за старските домови, тоест домовите каде што се сместуваат старите лица. И јас морам да ви кажам дека Македонија тука не успеа. Видовме што стана во Србија, во Ниш, во старскиот дом, каде што имавме дека преку 150 лица всушност се инфицираа со коронавирусот, а кои всушност беа жители на тој дом за стари лица. Така да сепак секоја земја се приспособува спрема она што го дава Светската здравствена организација и се приспособува спрема своите здравствени ресурси. Да, професорке, со оглед на ова дека ова е една незапамтена реакција во однос на ваква пандемија во светски рамки. Значи, јас барем не се сеќам, вие уште подобро од мене, дали имало вакво затворење буквално на целиот свет, шатдаун по појава на ваков тип на вирус. Она прашање кое останува е после оваа стратегија за порамнување на кривата, значи за успорување на ширење на заразата. Што е тогаш излезната стратегија од оваа стратегија, бидејќи она што е познато е дека вакцина нема да има уште долго време, барем не до следната година, ако воопшто и има, бидејќи и тука има отворени прашања. Знаеме дека и за дел од коронавирусите кои постојат, како што кажавте, од 60-тите години, и за нив се уште нема вакцина, нема за сите. Значи, кога ќе има, кога ќе биде ефикасна. Од друга страна, со порамнувањето на кривата, како што вели професорот Витковски и други, фактички ја успоруваме болеста, но го успоруваме и стекнувањето на колективен имунитет. Така да, која би била нашата излезна стратегија, доколку еве летово ни помогне топлото време да се успори ширењето на вирусот, која ни е стратегијата од десен? Повторно ли од септември ќе се затвараме вака? Видите, јас сега тоа многу за вирусов микробиолошки, дека сонцето делува, дека високите температури го уништуваат вирусот, е релативна работа, морам да ви кажам, затоа што и сега во Австралија се регистрира коронавирусот, иако е тамо веќе касно лето, значи високи температури, се регистрира коронавирусот и во Африка, каде што сега се високи температури, значи ние тек навлегуваме, не сме навлезени во летото, а они сега излегуваат, значи доаѓа тука до некоја коалиција меѓу ова дека температурата ќе го уништи
вирусот, но сепак ќе бидеме можеби послободни. Исто се регистрира и во Јужна Америка, значи нема дел во светот каде што не се регистрира. Што ќе биде понатаму? Всушност ние ги заштитивме нашите повозрасни граѓани, во кои спаѓам секако и јас, ја заштитивме повозрасната популација, но верувајте, постојат повеќе теории што понатаму и што ќе можем. Значи, прво, според мене, мислам дека нема да биде се онака како што беше до сега. Значи, посебно, јас пак ќе го потенцирам нашиот менталитет кој го има и во Италија, и во Грција, и во Шпанија. Значи, сме многу слични тука. Нашата дружелюбивост, нашето дружење во вечерни часови по кафичи. Верувајте тоа, јас мислам дека ќе го немаме сега. Не дека ќе го немаме, него ќе се намали. Во секој случај ќе се намали, затоа што кај секој ќе постои еден страв за блиски социјални контакти. Па маските во Кореја, во Јапан, ако гледавте и во зимскиот период, се носеа кога имаше загадување. Кај нас загадувањето на воздухот беше некаде до 8-10 пати поголем, но ретко кој носеше маски, барем во Скопје каде што живеам. Така да можеби маската ќе стане еден дел од нашиот секојдневен живот. Мораме да се приспособиме, мораме да работиме на тоа, а колективниот имунитет, верувајте, ќе дојде. Значи, иако се уште не знаеме колкав е всушност имунитетот, колку долго тој трае имунитетот од овој COVID-19, според респираторните инфекции, имаме дека имунитетот е кратко, трае најмногу до 1 година, додека тоа го всушност приспособуваме дека важи и за COVID-19, но сепак за тоа не сме сигурни. Добро е ова тестирање сега што го правиме во Дебар, што ќе се тестира всушност присуството на антитела. Значи ќе се открие дали има ИГГ или ИГМ антитела, значи тоа се имуноглобулини кои ни зборуваат дали има тази инфекција или дали има постара инфекција и дека такво тестирање некаде после завршувањето на оваа епидемија со релаксирање на целокупниот систем во државата може да се направи едно поголемо истражување. Иначе, колективниот имунитет мора. Според некои научници во светот се вели дека дури и самиот вирус самиот себе си ќе се уништи и ќе го нема. Така да постојат многу размислувања, многу истражувања, но сепак сето тоа е пионерски еден начин и она што се одвива во лабораторија. А верувајте, она што е во лабораторија и она што се одвива во природата секогаш не се поклопува. Професор, а за вакцините многу рано. Да, рано е. Пред да продолжиме ова со колективниот имунитет и со тестирањето на антитела е следна тема, но сакав едно прашање тука измеѓу, можеме ли да направиме споредба на оваа пандемија со пандемијата на шпанскиот грип, да речеме, каде што загинаа десетици милиони луѓе, што е различно од овој вирус, до оној? Па знаете што е различно. Разликата е напреднатата медицина, апаратурата, откривањето, лабораториите, сето тоа е различно. Сепак тоа шпанскиот грип не беше тоа во тоа време. Всушност е и помал бројот, се смета дека сега ќе имаме поголем број на заразени и поголем број на смртни случаи. Некои автори сметаат и истражувачи дека бројот на смртни случаи од COVID-19 ќе биде 2 до 3 пати повеќе од смртните случаи за време на Втората светска војна. Да, добро, ќе продолжиме за смртните случаи, но еве да се вратиме на ова тестирањето со антитела. Тоа е една
од мерките кои различни држави се обидуваат сега да ги имплементираат во насока на враќањето на животот во нормала, нели колку може да се врати. Од Светската здравствена организација пак веднаш предупредија да се внимава со тоа тестирање, бидејќи не секогаш може да биде до крај релевантно. Од она што јас го најдов како податоци, да речеме францускиот журнал Le Monde направил истражување според кое во 26 земји, сега не ги знам според која методологија го направиле, само го најдов, они велат дека според нивните податоци околу 10% од популацијата во тие 26 земји веќе дошла во контакт со коронавирусот, значи тука се оние асимптоматски случаи кои немаат кои не покажуваат никакви симптоми, друг извор вели од 10 до 15%. Имаме уште еден професор, доктор, тоест тоа е Џон Јоанидис, професор по медицина и здравствени истражувања, биомедицински научни податоци на медицинскиот факултет на Универзитетот Станфорд. Тој зборува за ова тестирање со антитела, веќе го направиле тој и неговата екипа во областа Санта Клара во Соединетите Американски држави. Има интересни податоци, да го видиме прво професорот, па ќе искоментираме, ќе продолжиме. Добро. Dr. Ioannidis, when we spoke to you on March 23rd, you said we needed more data before we could ascertain what was happening. Since then, you've been busily gathering that data and have published 3 studies. Let's start with the latest one, which you entitle COVID-19 Antibody Seroprevalence in Santa Clara County, California. What was the purpose of that study, and what did you discover? This study aimed to generate an estimate of how many people in Santa Clara County have been infected with the virus. And the way to find out is to try to see whether they have developed antibodies to SARS-CoV-2. So we had a sample of residents in Santa Clara County evaluated for the presence of antibodies. And the sample was 3,300 people who came to be tested. We estimated that based on what we saw, between 2.5 and 4.2% of the population of the county has antibodies, which is an indication that they have been infected with the virus a while ago. What are your conclusions based on your study? If you compare the numbers that we estimate to have been infected, which vary from 48,000 to 81,000, versus the number of documented cases that would correspond to the same time horizon around April 1st, when we had 956 cases documented in Santa Clara County, we realized that the number of infected people is somewhere between 50 and 85 times more compared to what we thought, compared to what had been documented. Immediately, that means that the infection fatality rate, the chance of dying, the probability of dying if you are infected, diminishes by 50 to 85-fold, because the denominator in the calculation becomes 50 to 85-fold bigger. Our data suggests that COVID-19 has an infection fatality rate that is in the same ballpark as seasonal influenza. It suggests that even though this is a very serious problem, we should not fear. It suggests that we have solid ground to have optimism about the possibility of eventually reopening our society and gaining back our lives. Sooner rather than later, I hope. Sooner rather than later, with full control and a data-driven approach. Да, тоа е професорот Џон Јоанидис. Професор, ке го слушнавте, тој според студијата која ја направиле во Санта Клара, помеѓу 2,5 до 4,4% од населението таму во таа област има допир со коронавирусот. Сега интересно е он што вели. Според тие податоци и бројот на официјално регистрирани луѓе, излегува дека бројот на реално заразени од оние кои се регистрирани заразени е 50 до 85 пати поголем. И тој вели дека на ист начин можеме да ја
пресметуваме и смртноста од вирусот, значи 50 до 85 пати Да. помала од смртноста кај регистрираните. Дали тоа може така да се направи? Да. Еве? Да. Видите, значи, они после серопреваланцата, пресметувањето, вршат пресметување, estimate, значи колкав број вистински е во популацијата, во тоа место, град што е Сент Клара, и после тоа да се пресмета врз основа на бројот на смртни случаи, колку е он што вели case fertility, значи бројот на смртни случаи колкав ќе биде, и кога е направиле пресметката кај COVID-19, всушност се доаѓа дека не бил многу различен бројот од смртноста со вирусот на инфлуенца. Тоа се нивните резултати. Такви резултати во Македонија ние немаме. Ако верувате, кај нас ретко кога се во лекарскиот извештај за причина за смрт се става вирусот на инфлуенца како причина за смрт. Секогаш се става бронхопнеумонијата, значи заболување на плуќе, на белодробието, кардиоваскуларните пореметувања, а самиот грип ретко го регистрираат во нашата држава. Затоа сега всушност се оди на тоа да се регистрира ковидот како основна причина за смрт, а не всушност компликациите како кардиоваскуларните или респираторните компликации кои настануваат од овој вирус. Да, но професорке, ако може да ве потпрашам за ова. Да? Но дали тогаш добиваме, не би кажал лажна, но поинаква слика за смртноста помеѓу COVID-19 и сезонската инфлуенца? Зошто, доколку не ги регистрираме смртните случаи од инфлуенца како инфлуенца, туку ги регистрираме според причината на смртта, зошто овде регистрираме COVID-19? Значи, видите, значи не дека не го регистрираме грипот како причина за смрт, го регистрираме во многу помал број случаи. Поради тоа што имавме една дискрепанца во пополнувањето на лекарските извештаи за причина на смрт, Министерството за здравство некаде од септември 2019 организираше обука всушност на сите лекари, требаше таа да биде обука за правилно пополнување на липсот и за една реална потполна слика за смртните случаи, зборам за Македонија. Да, значи годинава додека сега ковидот го регистрираме. Да, годинава според министрот... Јас до сега... Да, продолжите. Да? Продолжите. Не, повелете. Да, министрот Филипче кажа дека годинава сме имале 18.000 повеќе регистрирани случаи на сезонски грип, значи сме имале околу 38.000 случаи, обично имаме околу 20.000, и за него е индикативно тоа, вели после ќе проверуваме колку од тие примероци, дали може би има корона SARS-CoV-2 меѓу нив, нели? Но сега, од тоа 80 до 90% зголемување на бројот на смртни случаи, значи сме имале 40.000 регистрирани случаи на сезонска инфлуенца, а регистрирани само 3 смртни случаи. При тоа, како што ви велите... Да, не сме ги... Значи, ние не сме ги регистрирали... Не се регистрира. Да, смртните случаи многу ретко, затоа што во регистрираните случаи се регистрираат и оние случаи кои не е изолиран вирусот на инфлуенцата, него се регистрира врз основа на клиничката слика. Додека овдека кај ковидот случаевите се регистрираат врз основа на лабораторискиот наод, односно изолацијата на COVID-19. И во овој случај ние сме 100% сигурни дека се работи за COVID-19. Да, но професорке, прашањето сега е следно. Доколку е така, а така е очигледно, доколку ги регистрираме и смртните случаи од сезонска инфлуенца, доколку го бараме причинителот, заразата,
на смртта, нели, дали е тоа вирус, бактерија или што и да е, Да. доколку ги регистрираме како сезонска инфлуенца причини за смрт, дали тогаш ќе добиеме една различна слика и за COVID-19 во однос, во споредба со сезонската инфлуенца? Да ви кажам, јас не би можела тоа да ви го одговорам. Зошто? Затоа што тоа треба да се направи една студија, да секој случај за кој се сомнева дека е инфлуенца, да се врши лабораториска диагноза за која инфлуенца станува збор. Но знаете што? Смртните случаеви од грип е помалку страшно затоа што постои вакцината. Значи секои лица може да се заштитат, иако таа вакцина е комерцијална, сепак нашето население се повеќе и повеќе се вакцинира. Годинава имаше и бесплатни, голем број на бесплатни вакцини, така да она најзагрозено население, повозрастните луѓе всушност беа заштитени. За COVID фактички немаме ништо, немаме ни соодветно, ако земете ни терапија, ништо, сето тоа што се дава всушност е врз основа на некои анализи, кои анализи се уште не се рецензирани, кои немаат длабока медицински доказ. Да, во однос на тоа и вие кажавте, има различни прогнози за тоа како би се расширил COVID-19 или SARS-CoV-2 вирусот, но очигледно е дека не ни можеме реално да знаеме сега со мерките на спречување на ширење на вирусот. Значи, ние не знаеме како природно би се расширил, но бидејќи сте епидемиолог, верувавте ли во оние проекции кои еве ги спомна дел од експертите во светот дека 2/3 од светската популација би се заразиле, но внимавајте до крајот на годината. Отприлика тоа го кажа и германската канцеларка Меркел, дека и во Германија 2/3 од населението. И во есенскиот период. Да. Можно ли е тоа според вас? Да, тоа е и за можно е, затоа што верувајте, многу е голем број на асимптоматски облици на инфекција со COVID-19 или пак толку благи форми што личат на едни обични настинки, дури човекот не обрнува ни многу внимание, така да и не се јавува на лекар дека осеќа некои симптоми. Всушност и таа бројка може да се зголеми. До крајот на годината се мисли дека фаќа и втората сезона на респираторни инфекции, некаде од октомври месец, кога повторно се очекува да се зголеми бројот на инфицирани, иако голем број на сега баш нобеловци, двајца, јапонец и французин, сметаат дека всушност од нивното истражување сметаат дека COVID-19 сами од себе ќе се уништи. Така да се уште има голем број на непознаници, но сето тоа ќе го учиме во од, ќе гледаме да го заштитиме нашето население што повеќе можеме. А со тоа и да се заштитиме самите ние. Да, во однос на есента, на зимата, кога би можело да се очекува некој втор бран, пред малку го спомнавме и шпанскиот грип, знаеме дека таму вториот бран бил многу пофатален од првиот. Мислите ли сега дека на есен би можело да имаме таква опасност? На есен, да речеме условно кажано, вирусот да удри посилно него сега? Па сега за сега фаталноста е голема. Зборам на ниво на светот. Така да биде појак не ми се верува, поради сепак тоа што ќе имаме развиен еден колективен имунитет, може би не во голем процент, но сепак би постоеле антитела. Тие антитела ќе циркулираат во човековиот организам и на некој начин ќе доаѓаат во судир со COVID-19. Сега, може би плаши од друга страна што кинезите велат дека овој вирус многу мутира, и тоа новите мутации се појаки во однос на почетокот, значи вирусот е многу појак и предизвикува потешки клинички слики. Различни научници, различни лекари во светот даваат многу различни размислувања за тоа што ќе биде и како ќе биде.
Да, имаме ние сега уште едно подготвено делче, значи се работи за американски сенатор Скот Дженсен, кој е сенатор во Сенатот на државата Минесота, кој инаку е лекар. И самиот тој зборува за ова што го зборувавме ние со професорката за начинот на евиденција на смртните случаи, да го видиме па се враќаме со разговор. So I just want to be clear for our audience, sir. You've got a governor of a state that is making executive orders, stay-at-home orders, that right now is cratering your economy. We don't know what data is being used, and yet you, as a state senator, as a doctor, have not seen that data that's being used for our governor to make these decisions. You know, Minnesota nice. We want to be good soldiers in that, but I think that people are starting to say, hold it now. We need to have a deeper understanding of this, and we're not getting it. I think that, well, in Minnesota, as a physician, I received an email last week from the Department of Health coaching me on how to fill out death certificates. And I've never really received coaching from the Vital Statistics Agency in terms of how to do a death certificate. But basically, I felt like they were saying, you know, you don't have to have a confirmed laboratory test for COVID-19 in order to make the death certificate be COVID-19. So Wait. Sir, I don't mean to interrupt you, but that what you just said, I think is critically important. Can you repeat what you just said, please? Well, last Friday, I received a 7-page document that sort of told me that if I had an 86-year-old patient that had pneumonia but was never tested for COVID-19, but sometime after she came down with pneumonia, we learned that she had been exposed to her son who had no symptoms, but later on was identified with COVID-19, that it would be appropriate to diagnose on the death certificate COVID-19. Now, we've not done that. If someone has the pneumonia after and it's in the middle of a flu epidemic, and I don't have a test on influenza, I don't diagnose influenza on the death certificate. I will say this elderly patient died of pneumonia. I don't mean to interrupt you, but my heart is sinking right now as you're telling me this. You're a doctor. Why in the world would they be sending you out information to fill out death certificates, whether the person's been diagnosed with COVID-19 or not, but then to say in the death certificate this person's death was caused by COVID-19? That does not sound right to me. I went to the person in our office who does most of the death certificates over the last 10, 20 years, and I said, does this sound right? I had her look at the documents that I'd printed off, and she said, well, we've always been told that you always put down just facts. You don't put down any probabilities. You don't put any presumptions down. It's just what you know. Да, професорке, еве, ова отприлика доктор Дженсен, кој е сенатор, отприлика го зборува ова што го зборувавме ние пред малку. И сега он вели, неговиот тамо патолог му кажал, до сега имавме инструкции да ги внесуваме само оние податоци кои се факти, а не предпоставки. Е сега кога ние за секој кој е инфициран со SARS-CoV-2 вирусот и кој ќе почине, пишуваме дека починал од коронавирус, дали е тоа сосема точно? Ако е изолиран, значи ако постои тест и тестот е позитивен, тогаш треба да се напише дека починал од инфекција со COVID-19. Доколку не постои таков тест, тогаш ќе се напише бронхопнеумонијата. Тоа е воопшто за сите всушност инфективни заболувања, не е само за инфлуенцата. Например, ако погледнете вие во нашите липсови, ќе видите дека имаме многу карциноми на црниот дроб, имаме цироза на црниот дроб, каде што причината тешко се наведува, всушност може би тоа е вирусот на хепатитис на заразна жолтица Б, заразна жолтица С, и ние всушност тоа не го регистрираме. Така да, често пати, ако не е изолиран вирусот, не го пишуваат како причина за смрт. Додека сега во COVID-19, всушност диагнозата се поставува врз основа на тестирањето. Секако не можете, тоа е непосредни причини, може да бидат срцеви заболувања или евентуално кардиолошки бронхопнеумонијата, но основна причина е COVID-19. Добро, за на крајот имам уште едно прашање.
во однос на целата стратегија која ја прави Светската здравствена организација, последно е последната мерка која се имплементира и кај нас, носењето на заштитни маски. Пред тоа СЗО препорачуваше прво да не се носат маски, па потоа тоа се смени. Имаше исто така други контрадикторни стратегии и препораки, например на почетокот на пандемијата СЗО велеше да не се ограничуваат патувањата, дека нема потреба од тоа, потоа излезе со сосема спротиставено мислење, сега порачува да се внимава со имунолошките тестови, додека голем дел од земјите одат напред со тоа. Мислите ли дека овие мешани сигнали доаѓаат поради новоста на вирусот, поради непознавањето или нешто друго? Токму така и СЗО почна во почетокот, а и се уште некако да лута во своите препораки, додека го најде оној прав пат кој го даде на сите. Значи, кога се разботи за респираторна инфекција, знаете, вирусот се изфрла преку назофарингеалниот секрет во вид на капки. Ако погледнете тоа, бар го имаат направено за инфлуенцата, тоа се шири како една лепеза. Така да маската на некој начин заштитува. На кој начин заштитува? Па директно таа капка, еве сега јас додека зборувам, нема да дојде до вас. Сепак на некој начин ќе се тоа превенира. Постои размислување дека овие капки може да останат во воздухот и до 20 минути. Значи со маската и тоа се запира. Уствари утврдија сега дека 70% ако и позитивниот и здравото лице носи маска, нема да дојде до инфекција и држење на социјална дистанца. Второ, може би онаш се претера водењето дека може да се пренесе преку предмети, кваки, купување на продукти во супермаркетите, па колку обстанува вирусот на пластика, на метал и така натаму, тоа е многу поретко. Знаете што значи? Да некој пред вас ја фати кваката, после јас ја фатам кваката или некој друг и веднаш откако ќе ја фатам кваката, да вирусот ја фатам устата или ги фатам собствените очи и да го пренесам вирусот, кој сепак не е толкова голема можност, додека респираторниот пат е сепак еден голем пренесувач, тоа се јаки епидемии. Единствено што ова оскокнува од останатите респираторни е тоа дека не заболуваат децата, на некој начин се децата заштитени, а и она серопреваленца која испитуваат насекаде во светот, Светска здравствена организација дава препорака да се внимава затоа што да не се справат погрешни споредби после на серопреваленцата, односно да се види кој се тестирал, каде се тестирал, кога се тестирал, дали тие лица кои се тестираат предходно прележале инфекција, дали тие лица се од општата популација и не дошле во контакт со ковид, па да се дојде дека е стекнат некој колективен имунитет. Значи мора да се води сметка кога, каде и кој всушност ќе се тестира за серопреваленцата. Да, добро, велат дека кога има интересен разговор, времето лета, а на нас навистина не летна, разговараме речиси 1 час. Професорке, ви благодарам за учеството во нашето отворено студио. Ви благодарам и на вашата покана. Ова беше разговорот со професорката Розалинда Исјановска, професор по епидемиологија за пандемијата со коронавирусот. Одиме со еден блок на реклами, продолжуваме со емисијата, останете со нас, следува делот кој е посветен на 27 април.